Вести во 18 часот. Добар ден. На почеток, преглед на главните наслови. Отворена е истрага. Екс-директорот на Царина Богоев осомничен за местење тендер за чистење гранични премини и за мито од 1800 евра. Европскиот пат е маратон, а не спринт, вели Мицкоски. Ова се победува со ум, не се победува со брзање и под притисок. За Филипче, Кошта ја кажал вистината. Идентитетот не е загрозен. Кој не го земал идентитетот и јазик? Сто векови на нас, да не кажем. Поминали амандманот на Вајц за протоколот. Комисијата изгласа 11 компромисни и 2 на бугарски европратеници. Еден е за историската комисија. Растот на БДП-то во првото тримесечје е 3,1%. Македонија во првите 5 земји во Европа. Срцето на прерано згаснат живот спасува друг човек. На кардиохирургија прва трансплантација по 3 години. Најдлабока почит и поклон кон семејството на донорот. ФФМ ја казни Шкендија со 105.000 евра и забрана за учество на купот следната сезона. Обвинителството отвори истрага по сомнежите за злоупотреби во јавни набавки во царината. Екс-директорот Стефан Богоев денеска е изведен пред судија на претходна постапка. Се бара притвор за 4 лица, меѓу нив и за екс-помошникот директор во Царинската управа. Пред кривичниот суд е Елизабета Дамјановска-Спасеновска, па бети да чуеме дали има информација околу распитот и кога може да се очекува одлука околу побараниот притвор. Така е, Бурча, ние се вклучуваме од пред кривичниот суд во Скопје, каде што во овој момент се уште трае исказот кој што го дава поранишниот директор на Царинската управа Стефан Богоев, како и останатите тројца осомничени. Инаку за тоа докаде е постапката, односно како се одвива целиот овој случај, ќе можеме да информираме во следните вести, кога ќе се знае каква одлука ќе донесе судијата по однос на барањето на обвинителството за ефективен притвор на сите четворица. Инаку, според истражните наводи, поранишниот градоначалник на Карпош и поранешен директор на Царинската управа Стефан Богоев се сомничи за злоупотреба при ангажирање на фирма за чистење на царинските на граничните премини. Ова информација е која што доаѓа од обвинителството за организиран криминал и корупција, а оттаму појаснуваат дека Богоев како своевременно тогашен директор на Царинската управа го искористил службеното влијание за тендерот да заврши во корист на конкретен понудувач, додека пак второ осомничениот во својство на помошник директор имал влијание врз останатите понудувачи да не учествуваат во тендерот за повторно истиот да заврши во рацете на одредена компанија. Од финансова полиција пак во текот на денот излегоа со информација дека за ова местење на тендерот Богоев примил подкуп во износ од околу 1800 евра, а додека за една година истрагата потврдила дека фирмата противправно се стекнала со корист од над 300.000 евра. Повеќе детали во продолжение за сите случувања поврзани со оваа тема во прилогот кој што ќе го погледнете токму сега. Обвинителството за организиран криминал и корупција отвори истрага и бара притвор за сите 4 лица приведени во акцијата за злоупотреба на тендери во царина. Тие веќе се изнесени пред судија на претходна постапка, потврдуваат откривичен, а се сомничат за злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство, примање и давање награда за противзаконито влијание.
Постои основано сомнение дека во периодот од јули 2023 до март 2024 година осомничените ја изиграле постапката за доделување договори за јавна набавка за надворешно одржување на хигиена на граничните премини и терминали, при што преку фаворизирање на одреден економски оператор и ограничување на конкуренцијата му овозможиле на правниот субјект да се стекне со противправна имотна корист во износ од над 18 милиони денари. Се наведува во соопштението од обвинителството за организиран криминал и корупција. Оттаму додаваат и дека во истрагата се обезбедени докази и за примање и давање награда за противзаконито влијание и дека првоосомничениот примил награда во износ од 111.600 денари за искористување на својата службена положба. Инаку дека меѓу приведените е и Стефан Богоев, потврди премиерот Мицкоски. Тој во интерес на истрагата не сакаше да изнесува детали, но посочи дека станува збор за поранешен градоначалник и екс-директор на Царина. Според Мицкоски истрагата ќе се проширува, а слични акции ќе следуваат и во други институции каде што имало недоследности во минатото, констатирани од ревизија. Станува збор за неколкумина вработени во рамките на таа институција и станува збор за лице кое што, како да го наречам, не знам, немам права квалификација, но бил многу близок до претходната влада и било лице кое што често пати ги олеснувало овие, условно кажано, дејства кои што изобилуваат со многу незаконитости. Или народски кажано посредник. Социјалдемократите пак обвинуваат дека станува збор за монтиран случај и обид за дефокус од посетата на Антонио Кошта во земјава. Филипче не сакаше да го коментира случајот, додека тоа е во фаза на истрага. Јас не би сакал сега да коментирам во оваа фаза, нашите ставови сме ги кажале. Не сакам да коментирам судови, обвинители, обвинителство, судство и така натаму. Да почекаме, нека кажат институциите, после ќе го кажеме коментарот наш. Акцијата за случајот беше спроведена во координирана акција на Управата за финансиска полиција и обвинителството за организиран криминал и корупција. Инаку за тоа каква ќе биде одлуката на судијата по однос на барањето за ефективен притвор на сите четворица обвинети, ќе можеме, како што кажав и на почетокот, да информираме во следното издание на вестите. Ние остануваме овде пред кривичниот суд. Студио. Така бете ти, благодарам за информациите. Еве што друго донесуваме во вестиве. За архивар плата до 100.000, за полевање цвеќе близу 90.000. Имало и фантом вработени. 6-7 години не доаѓале на работа, а примале плата. Од 2017-та никој не проверувал како се работело во Институтот за јавно здравје. Продолжуваме да испорачуваме реформи. Нашите аргументи сега се гласни и прецизни, вели Мицкоски по пораката на Антонио Кошта, дека без уставни измени нема напредок на европскиот пат. Без јасно и прецизно дефиниран план не влегувам во авантура со неизвесен крај, порачува Мицкоски. Кошта ја кажа вистината. Нашиот идентитет не е загрозен, вели пак Филипче, кој го повтори и барањето за референдум. Јана Јосифовска. Преговарачкиот процес со Европската Унија е маратон, не спринт, а ставот на владата останува непроменет и наспроти пораките од председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, дека уставните измени остануваат единствениот услов за продолжување на евроинтегративниот процес, порача премиерот Мицкоски. Ден по посетата на Кошта на Скопје, Мицкоски изјави дека не се согласува со неговите позиции и повтори дека нема цена што ќе го натера да влезе во авантура, без јасни гаранции и извесен крај. Тој не очекува промена на ставот од Софија за македонското прашање, туку напротив, политиката на новата бугарска влада според него драматично се радикализира. Македонија има силни аргументи и ќе успее да ги одбрани своите позиции и дома и надвор, а во меѓувреме владата посветено ќе работи на реформската агенда, кажа премиерот. Тоа кое што ми беше соопштено од билатералната средба која што беше помеѓу министрите за надворешни работи на нашиот источен сосед, мислам дека таму драматично се радикализира состојбата и не само што ова не е единствениот услов за да влеземе во процесот и да го тој процес изодиме до крај, туку напротив, таму работите драматично се радикализираат, а причината за тоа е нормално
опозицијата кај нас, која што за жал не бира средства за да ги урива позициите на владата кога станува збор за одбрана на македонските национални интереси и представува мекото ткиво на македонскиот национален идентитет. Ова се победува со ум, не се победува со брзање и под притисок, така што јас се повикувам македонската јавност да застани, да се обедини околу политиките на владата кога станува збор за ова прашање. Председателот на Европскиот совет Кошта потврди дека постојат само уставни измени за европскиот пат и се друго се измислици од власта, оцени лидерот на СДСМ Филипче. Според него станало јасно дека никој во ЕУ не може да даде гаранции за одложено дејство, како што владата најавуваше, а позициите на Мицкоски дека нема отстапки по ниту една цена ги оцени како штетни за европската иднина на државата. Филипче уште еднаш повтори дека СДСМ се залага за уставни измени и отворање на преговарачките поглавја и побара референдум за да се изјаснат граѓаните. Кој не го земал идентитетот и јазикот? Со векови на нас, за да не кажам. Никој не ни може да ни го одземе. И ние сега не правиме чекор кој што не е никаков ризик, плашејќи се да не се случи нешто. Цела Европа седи на маса, сите заедно ќе бидеме за тоа прашање. Јас реков споделуваме одговорност. Ако тоа се случи, заедно седнуваме на маса и преговараме. То никој не може и не сме да го бара. И тоа е апсурдна, лажна предпоставка. И додека опозицијата критикува попораките од Кошта, власта се фокусираше на позитивните оценки за реформите. Од Министерството за јавна администрација оценија дека изјавите на Кошта се признание за напредокот во реформите за јавниот сектор. Дека посетата на Кошта е охрабрување за да продолжат европските процеси, оценија и од владеачката влен, од каде додаваат дека интеграцијата во ЕУ останува стратешка определба. Позитивни оценки за реформите, но и јасна и веќе чуена порака дека уставните измени се неизбежен услов за почеток на преговорите по посетата на Кошта. Може ли Македонија да се надева на предвидлив пат кон Европската Унија или ситуацијата останува статус-кво? Детали од Андријана Лазова-Божиновска. Очекувана беше пораката за уставните измени од шефот на Европскиот совет Антонио Кошта, оценуваат дел од експертите по неговата посета на Скопје. Марко Трошановски од Институтот за демократија вели дека тоа што Кошта го повтори истиот став на Унијата и во оваа прилика го потврдува фактот дека внесувањето на бугарите во уставот е обврзувачки чекор, а единствена опција за заштита од нови барања и блокади. Тој гледа во внатрешни гаранции. Она што треба и за сега е факт дека уставните измени мора да се случат, за топката да се префрли на другата страна, политичкото расположение во Унијата да се префрли на страната на Бугарија, која што го злоупотребува процесот, односно притисокот нивни да се префрли врз Бугарија. Она што ние, како што сум кажал повеќе пати, мораме и треба да го направиме, е да развиеме механизам за вратнешни гаранции, кои што нема да дозволат злоупотреба на внесувањето на бугарите во уставот од страна недобронамерни политички елити тука и во Бугарија. Кошта на пресконференцијата со премиерот Мицкоски беше дециден дека нема промена во ставот за усвојување на уставните измени како преземена обврска уште пред 4 години за евентуални гаранции од Унијата без да даде директен одговор. Рече дека може да се размислува дури после исполнување на договореното. Усвојувањето на договорените уставни измени останува единствениот начин за формално започнување на пристапните преговори. Како што кажав пред една година, како што кажав уште тогаш, она што е договорено. И навистина мора да испорачаме и да го испорачаме она што е договорено и ништо повеќе од тоа. Сега фокусот е на предстојниот самит за Западен Балкан во Тиват, каде што се очекува да се отвори и дебатата за предлогот на канцеларот Мерц. Трошановски е песимист дека од таму може да произлезат некакви позитивни сигнали за земјава, бидејќи во Унијата има разногласие за етапната интеграција. Не верувам дека ќе има едногласно решение или некаква декларација која што ќе произлезе од како заеднички глас или барање од сите западни држави на Западен Балкан, ниту пак како едногласен став од страна на Европската Унија. Мислам дека може да се очекува некаква по-конкретизирана рамка во која што ќе се разговара околу тие модалитети, дали влез во слободен пазар, па набљудувачка членство во институциите на Европската Унија и слично, меѓутоа нешто по-конкретно од тоа не верувам дека ќе се случи.
Инаку токму Кошта ќе биде копредседавач на самитот, кој ќе се одржи во петок на 5 јуни во Црнагора. Претходно освен во Скопје, беше и во Сараево и Тирана, а ќе има средби со лидерите од Приштина и Белград. Предлог извештајот на известувачот Вајц за Македонија помина во Комисијата за надворешни работи и кон крајот на јуни ќе се најде на пленарна седница во Европарламентот. Дали меѓу прифатените амандмани е и тој на Вајц за протоколот со Бугарија ќе се знае откако Европарламентот и официјално ќе ги објави. За сега излегува со соопштение дека го поддржуваат европскиот пат на Македонија, но услов се уставните измени. Јован Ѓорговски. Со 43 гласа за и 17 против, предлог извештајот за Македонија на известувачот Томас Вајци официјално помина на Комисијата за надворешни работи во Европскиот парламент. Иако имаше над 400 поднесени амандмани во кусата процедура и без никаква расправа од присутните, беа усвоени само 11 компромисни чија содржина се уште не е јавно објавена и 2 амандмани поднесени од бугарските европратеници. Се уште не е познато ниту дали амандманот на известувачот Вајц кој побара да се расчистат нејаснотиите за вториот билатерален протокол е дел од компромисните амандмани или не. Во прифатените амандмани на бугарските европратеници пак се повикува земјава да ја одржи следната седница меѓу македонската и бугарската влада за спроведување на договорот за добрососедство. Додека вториот се однесува на историската комисија која се повикува да постигне јасни и опипливи резултати во својата работа. Известувачот за земјава Томас Вајц на почетокот на седницата соопшти дека во изготвувањето на компромисните амандмани учествувале 5 политички групи од Европскиот парламент, а 2 дополнително помагале. And we were drafting these compromises with big support of 5 groups and partial support of 2 more groups. I hope we can carry the compromises. That would be important to keep us all together on this report. Веднаш по објавата од Европскиот парламент преку соопштение, посочија дека европратениците ја реафирмираат нивната поддршка за македонските евроинтеграции, но дека напредокот во преговорите зависи од трајни и длабоки реформи. Тие жалат за недостатокот на напредок од последниот извештај и нагласуваат дека итно се потребни обновена политичка посветеност и меѓупартиска соработка, не само за усвојување на потребните уставни амандмани што би возможиле отворање на првиот преговарачки кластер. Стои меѓу другото во соопштението. По гласањето Вајц во пишано соопштение информираше дека е задоволен од исходот. Нагласува дека земјава направила важни реформски чекори и дека од клучна важност е да се продолжи со напорите и да остане силно посветена на евроинтегративниот пат. Извештајот за Македонија по Комисијата за надворешни работи треба да се најде на пленарна седница на Европскиот парламент на крајот на месецов. Растот на БДП-то во првото тримесечје годинава е 3,1%. Според овој раст, Македонија се бројува во првите 5 земји во Европа. Повеќе од Сандра Спасовска. Во првото тримесечје годинава бруто домашниот производ споредбено со истиот период лани пораснал за 3,1%, покажуваат најновите податоци на Државниот завод за статистика. Растот на БДП како процент ја позиционира Македонија меѓу првите 5 во ЕУ, и тоа веднаш зад Малта, Полска и Србија, рече денеска премиерот Христијан Мицкоски. Најголем двигател за растот на БДП е градежништвото со 7,2%, но и финалната јавна потрошувачка, која според премиерот е поделена во два дела: трошењето на државата за капиталните инвестиции и оние на граѓаните. Во време кога регионот и светот се соочуваат со сериозни економски, безбедносни и политички предизвици, кога многу држави се борат со последиците од глобалните кризи, инфлацијските притисоци, нарушените пазари и геополитичката неизвестност, покажуваме дека можеме да одиме напред. Градежништвото е главниот драйвер, како што впрочем градежништвото е главниот драйвер во Данска. Второ, точно е тоа дека е јавната потрошувачка. Јавната потрошувачка е составена од двата дела, и тоа што го троши државата во делот на капитални инвестиции и тоа што го трошат граѓаните кои што имаат нормални се разбира потреби. Тоа што го троши државата се капитални инвестиции и тоа се продуктивни трошења. Фактот што денеска имаме раст на БДП од 3,1% значи дека сето она што го трошила државата во изминатиот период било правилно насочено, вели министерката за финансии Гордана Димитриевска Кучовска. Одговарајќи на новинарско прашање, Кучовска рече дека продолжуваат со ребалансот на буџетот, а по воведувањето мерки во делот на акцизите за нафтените деривати и справувањето со енергетската криза, можни се вели одредени одстапувања во делот на буџетскиот дефицит. Може ќе има одредени отстапувања, но секако консолидација значи дека нема да имаме ние буџетски дефицит поголем од тоа што сме го имале минатата година. Убаво е кога зборуваме за јавната потрошувачка да видиме структурата внатре
и фактот дека денес имаме 3,1 односно 3,3% раст на БДП, вклучително со сезонскиот карактер, односно елиминирање, може да констатираме дека сето тоа што сме го трошили во изминатиот период било правилно насочено. На заедничката пресконференција Кочовска информираше и дека ресорното министерство ја заокружило од платата на евроврзницата издадена во 2020 година во износ од 700 милиони евра, со што во целост е исполнета обврската кон инвеститорите. Амбасадорите на земјите членки на Европската Унија одобрија почеток на преговори за укинување на роамингот со земјите од Западен Балкан. Како што пишуваат повеќе европски и регионални медиуми, одлуката се однесува на отворење преговори со Косово, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија и Србија. А се очекува Европскиот совет утре и официјално да ја одобри ваквата одлука. Роаминг како дома се применува во земјите членки на ЕУ, а во јануари регулативата беше проширена и кај Украина и Молдавија. Според извештаите, европските представници очекуваат преговорите да бидат завршени до крајот на годината и формално роамингот да биде укинат во текот на следната година. За архивар плата до 100.000, за полевање цвеќе близу 90.000. Имало и фантом вработени во Институтот за јавно здравје, утврдила ревизијата за 2024 година. Сите детали ги има Сања Трајковска-Ставров. Не се проблем само 15.000 евра дадени за кабел и 50.000 евра за 1 час прослава. Во Институтот за јавно здравје 30 на луѓе од 6 до 7 години не се појавувале на работа, ама плаќале по 200 евра на колеги за да ги куцаат на врат. И така станале така наречени вработени духови. Ем ги има, ем ги нема. Од Институтот велат дека платата на архивар достигнувала до околу 100.000 динари, со плюс пари за приправности за административци кои законски не можат да ги земаат бидејќи не се медицински лица. Вакви си пресметувал и директорот. Картички за точење на бензин користеле луѓе кои во Институтот ниту ги знаат, ниту ги познаваат и не можат да ги најдат за да ги прашаат кој им дал да се извозат 150.000 динари. Ова е само дел од хаосот што владел во Институтот во 2024, ама и со години наназад, бидејќи никој не проверил како тука се работело од 2017-та, тврди сегашната директорка на институцијата Марија Андуновска, која очекува обвинителството да ги гони сите оние кои сториле криминал. Затекнавме дел од луѓето кои што со години не доаѓале на работа. Значи 6-7 години не доаѓале на работа, а примале плата. При тоа биле редовно евидентирани во системот од страна на одредени колеги и за истата таа услуга да бидат евидентирани на колегите им исплаќале по 200 евра. Се случувало еден архивар овде да зема и по 98.000 плата. Директорката спомена дека на веќе вработени им се давали и договори на дело за да земаат пари за полевање на цвеќе и чистење на двор и до 88.000 динари месечно, а директорката ги потврди и загрижувачките наводи во ревизорскиот извештај дека немало никаква евиденција за вакцините, нотираше и дека немало реагенси ни за време на епидемија. Било доведено и јавното здравје во прашање. При прогласена епидемија вие немате реагенси за диагностика од причини кои што треба да си ги објаснат предходните. Никаква евиденција на материјалното евидентирање на она што пристигнувало и она што излегувало. На прашање на Канал 5 како граѓаните по ова да имаат доверба во институтот кој по дефиниција е заштитник на јавното здравје, Андоновска вели дека од празна сметка и долгови сега финансиската состојба била средена. Уверува дека сега имаат и најдобро опремена лабораторија, мотивирани вработени и поинаков менаџмент. На денешното рочиште за Пулс, обвинителството презентираше нови материјални докази поврзани со клучни инспекциски надзори. Одбраната обвини дека постапката се обременува, но семејствата се на став дека важен е секој доказ за да се утврди вистината за трагедијата. Дејан Трајковски. Дали обемната документација ќе помогне да се утврди одговорноста за една од најголемите трагедии во поновата македонска историја, или како што тврди одбраната, само дополнително го усложнува судскиот процес.
На судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани денеска продолжи презентирањето на инспекцијски извештаи, записници и решенија поврзани со работата на општинските инспектори, додека одбраната повторно реагираше на обемот и според нив релевантноста на дел од доказите. Презентираното содржаше извештај од инспекцијски надзори, документација за заеднички контроли и решенија за ангажирање на овластени градежни инспектори, кои според обвинителството се важни за утврдување на надлежностите и евентуалните пропусти пред пожарот. Одбраната побара да не се изведуваат докази за објекти кои според нив не се предмет на обвинението. Обвинителството возврати дека тие се поврзани со истиот правен субјект и затоа се релевантни за постапката. Адвокатот Петре Шилегов оцени дека досегашната доказна постапка ја потврдува тезата на одбраната, оти обвинението е поставено премногу широко. Навистина и за нас како одбрана станува нејасно која е крајната цел на обвинителството, што всушност сака да докаже. Ова уште повеќе што уште на почетокот на судењето кажавме дека со ваквиот опфат на обвинението, со ваквите докази, прво предолго ќе трае. Едно судење оваа држава е чини преку 100.000 евра, тоа никогаш немојте да го забораваме. За внатре да гледаме да ни изнесуваат докази, дали некој кафич плаќал комунална такса или не плаќал. Секој доказ е чекор поблиску до вистината, порачаа родителите на загинатите во трагедијата во Пулс, реагирајќи на денешните забелешки на одбраната. Според нив, судницата не е место каде најгласниот е во право. За нас ова е надпревар кој повеќе ќе зборува. Не сме дојдени да слушаме кој ќе остави посилен впечаток пред камера или судница. Ние сме тука за нешто многу потешко, да ги слушнеме фактите, да разбереме што се случувало и да добиеме одговори. Судницата не е место каде најгласниот е во право. На крајот, тежина немаат коментарите, туку доказите. Дел од одбраната реагираше и на начинот на изведување на доказите и форматот во кој тие им биле доставени, оценувајќи дека тоа создава нефер услови во текот на рочиштето. Според нив, дел од доказите не им се достапни во соодветна форма, поради што имаат потешкоти во нивното следење и анализа. После 3 години синоќа е направена трансплантација на срце на клиниката за кардиохирургија. Тимот доктори, кардиохирурзи и кардиолози, предводени од доктор Јовев, успешно извршиле кардиохируршката интервенција. Сите детали од Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Срцето на згаснат млад живот продолжи да чука во градите на друг човек. Семејството на трагично загинат 20-годишник во сообраќајна несреќа ја донесе најтешката и најхумана одлука по соопштувањето дека нивното чедо ќе почине. Се согласуваа да ги донираат органите. Од Министерството за здравство и Националниот координатор за трансплантација Билјана Кузмановска со целиот тим за трансплантација одадоа почит на семејството за хуманата одлука. Би сакала да изразам најдлабока почит и поклон кон семејството на донорот, кој што навистина во моменти на најголема загуба, ненадоместлива загуба и најголема тага во себе има толкава добрина и толкава човечност, во нив се разбуди таква емпатија кон пациентите кои што чекаат органи да им се продолжи живот, што донесува одлука целото семејство да ги донираат органите кои што беа здрави за трансплантација. Освен трансплантација на срце, направена и трансплантација на бубрек и коски. Овие луѓе ќе добијат поквалитетен живот и продолжување на животот, кај кои се броеле денови живот, објаснува координаторката Кузмановска. Со новите измени на Законот за трансплантација, кои се во собрание, секој граѓанин ќе може да даде изјава да биде иден органодарител. Законот треба да помине во собраниска процедура, а потоа ќе се донесат и подзаконските акти каде што ќе се регулира како ќе оди запишувањето и каде ќе се гледа. Трансплантацијата на срце е направена скоро по 3 години пауза. Во тимот учествуваат Јовев Папастиев, Гира Карова, Кујтим Шокаровски, перфузионист, анестетичари и инструментарки. Од почетокот на 2026 година направени се вкупно 22 трансплантации на органи од починат донор. Следно на Канал 5 само вистина. Пријатно.